Почитуван градоначалниче, почитувани советници, почитувани директори на основното училище, може да почнеме. Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 20 став 2 од статусот на општина Василево, ја отварам втората седмица на Советот на општина Василево во Домот на културата во 9 часот. Пред да преминеме на дневниот ред, отварам расправа по записникот од претходната седница. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, записникот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно записникот е усвоен. Преминуваме на дневниот ред. Дали некој бара збор? Повели Алесандра. Благодарам, председателе. Барам да се додадат во денешниот дневен ред две дополнителни точки. Како прва точка предлагам измена и дополнување на буџетот на општина Василево за 2025 година и како втора точка предлог програма за измена и дополнување на програмата за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2025 година. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, Почитувам председател, најпрво сакам за врска околу решение што е доставено за почеток на седницата да биде да се испочитува времето. Тоти сите сме со обврски, мислам јас за мене скажувам, во 9 часот е најавена, 9:20 почнува. Значи ве замолувам за наредните седници да се придржаваме времето што е наведено во решенијата. Благодарам. Благодарам, ќе го имаме тоа предвид. Доколку никој друг не бара збор, точките предложени од Алесандра Николова ги ставам на гласање. Прва точка. Измена и дополнување на буџетот на општина Василево за 2025 година. Кој е за? Едногласно е усвоено. Втора точка. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2025. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, исто е ставно на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоен предлогот. Целиот дневен ред со дополнителните точки го ставам на гласање. Дали некој бара збор? Кој е за? Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на првата точка. Предлог решение за формирање на комисија за финансирање буџет и локален економски развој. Дали некој бара збор? Повели Алесандра Николова. Благодарам, председателе. Со претходно состанување на комисијата за мандатни прашања донесени се неколку одлуки. Како прво за предлог решение за формирање на комисија за финансии, буџет и локален економски развој. Тука предлагам јас Томе Георгиев како председател. Членови ги предлагам Мујмин Достинов, Дарко Спасовски, Силвана Атанасова и Јомер Мустафов. Тоа е мандатната. Дали друг бара збор? Благодарам, председател. По првата точка од дневниот ред решение за формирање за комисија. По првите по сите точки од 1 до 8 се со исти, мислам исти за комисија, формирање комисија. Ние советничка група од СДСМ бараме да бидеме застапени по еден член од во сите комисии
за да можем да го изпочитуваме принципот на пропорционална застапеност. Пример, ако комисията се състои от 5 члена, един член трябва да биде 20%, мислимо, трябва да биде от СДСМ. И преко една-две комисии, како да тоа за колегата од ЗНАМ, да бидат застапени од сите политички партии, да има застапени во комисиите. Благодарам. Повели градоначалниче. Значи, по деловнику си пишува, нели, пропорционално застапени. Ки има застапено, како што знам, по еден од другите политички партии, освен ВМРО ДПМН. Таму дека што ќе има од знам, ќе нема од СДСМ. Бидејќи 4 ден е соодносу, не е било до сега това условието, мислам таа разлика и тај сооднос. Били се 3-2 секој пат. Јас сум од 2009 условието. Не е спорно, нели, да се даде това што го тераш. Значи, дека што ќе има од знам, ќе нема од СДСМ. Ако се согласувате, сега не е спорно, нели, нема никаква, нели, предрасуда, меѓутоа стварно сношти го гледаваме и деловнику и се пише пропорционално. А това значи 4 дена у моменту. Благодарам. Повели Алесандра. Благодарам. Пропорционалниот однос значи дека ВМРО ДПМН моментално има 73%. СДСМ 20%, знам 7%. Ако комисијата е 5 члена, значи СДСМ треба да има 1 член. Задолжително, нема врска дали знам ќе биде. Ако знам биде, тогаш ВМРО треба да има 3 члена. Благодарам. Благодарам. Значи, у комисијата за мандатни прашања е одржавата, така ли? Таму има и член од СДСМ, така да крај крајва деловникот си така кажува. Комисија за мандатни прашања ги формира комисиите. Што значи они како со јас само дадех чисто објаснува од моја страна како долгогодишен и вработен тука во Советот сум бил. Сега они имаа комисии, как се одлучили, така ќе правиме. Не е спорно да се направи измена на Советот, меѓутоа имат они одржана мандатна комисија. Таму има член од СДСМ, така да они заедно се одлучили. Благодарам. И јас како што знам, како координатор на советничка група на СДСМ, нашиот член не е повикан да формират комисија од ваша страна и мислам дека комисиите се формирани, составени само од ваша страна. Значи не е имало член таму од мандатната комисија за да формират известен е нашиот член, ама това е наказано, значи не е ни присуствувал. И за воиднина да се известува, значи аз како координатор на мен треба да ми се јават да ми известат, па јас да го известам него. Благодарам. Благодарам. Повели Алесандра. Благодарам. Вашиот кандидат, односно советник, беше известен на времено, тоа беше синоќа. Беше уредно известен за денешната председница за комисијата за мандатни прашања. Тој лично беше присутен тука, кога се презентира комисиите, не даде никаква сугестија, немаше ништо. Мислам дека е бил согласен во тоа, бидејќи не се побуни за ништо. Благодарам. Пауза од 5 минути.